Виното енергетско одржливо решение во услови на криза каква што живееме, интензивното инвестирање во производство на електрична енергија од обновливи извори, пред се сонцето, велат енергетските експерти. Кој и кога има најголема корист од обновливите извори на енергија и дали инвестицијата во нив значи бенефит за сите корисници, без оглед на тоа дали се мали или големи потрошувачи? За заблудите поврзани со обновливите извори на енергија и дилемата дали обновливи извори на енергија или намалување на потрошувачката на необновливите. Ова утро разговараме со универзитетскиот професор доктор Антон Чаушевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Професор, ајде ќе започнеме од почеток. 2022 започнавме со сериозна енергетска криза која на големо ја го отвори прашањето за неопходноста од обновливите извори на енергија и подготвеноста на државата за истите. Производство за потребите на државата, за потребите на големите потрошувачи и користа на домакинствата од обновливите извори на енергија. Кој има најголема корист од фотоволтаиците? Да, добро утро најпрво до вас и до гледачите. Значи, последнава година и повеќе, па скоро 2 години, енергетската криза значи, ни даде едно едноставно решение дека ќе мора да се базираме на собствени извори. На какви собствени извори? Нешто најбрзо што можеме да направиме се обновливите извори. И како што рековте, кој има бенефит од овие технологии, од вградување на овие технологии? Сите имаат корист, нормално и државата, со тоа што ги намалува оние државни капацитети, термоцентрали и хидроцентрали за производство на електрична енергија, секако корисниците, домакинствата кои ќе ги вгради, а особено индустријските, односно стопанските субјекти, кои основна цел зашто ги вградуваат овие системи е да ја намалат собствената потребата од електрична енергија, односно да се базираат врз собствено производство. Така. Едно од темите за кој што многу се дискутира е колку ќе не чини и во периодот кој што следува електричната енергија и како истата ќе успееме да ја платиме. И сега добра опција ли е да речеме државните институции во моментов да размислуваат на оваа тема како би се решиле од главоболка за плаќање на сметките во иднина, бидејќи и државата тука требаше да помогне? Да, значи тука сите размислуваат. Значи најпрво се засегнати, како што реков, оние приватни производители, приватни, да речеме, ајде да ги наречам бизнисмени, што имаат некаква си бизнис, индустрија, стопанство, за да ги намалат своите зависноста и од пазарот и нормално и сметките за електрична енергија. А и државата секако размислува за вградување на обновливи извори, веќе размислува, да речеме, АДСМ размислува веќе и првата 10 мегаватна централа во Осломе е направена и пуштена во погон, а се размислува за изградба на повеќе такви капацитети и во рек Битола и во рек Осломе, кај што има големи површини, каде што ископот на јаглен е веќе при крај, каде што се оние депонии, значи има простор за и се размислува нормално за изградба. И се надевам во следните, ајде да кажам, 2, 3 до 5 години ќе се изградат капацитети и од страна на државната компанија АДСМ. Сега, ајде малку да се задржиме на тоа какви производители на зелена енергија треба да имаме. Имајќи преди дека каде да погледнеме околу нас, зелената енергија се глорифицира и бенефитот од неа го знаеме и е неспорен апсолутно, но секако зависат од многу фактори, како ветер или сонце. Да. Во каква енергија треба најмногу да инвестираме? Значи, како што спомнавте, најпрво се зависи од поднебјето, од метеоролошките, климатските, географските услови на тлото, на поднебјето. Македонија се вели дека е погодно тло, зашто Да, ние сме погодно тло за сончева енергија, значи искористување на сончевата енергија за изградба на фотоволтаици. Јас тука би ги спомнал, можда не се толку спомнувани и фаворизирани оние термални колектори на топла вода, али се помасовно и помасовно се вградуваат и тоа е еден систем на искористување на сончевата енергија. Ветерната енергија Македонија има одреден капацитет во непланинските делови, да речеме, Повардарието. Значи имаме, не сме ние морска земја, меѓутоа сепак имаме влијание на, да речеме, Повардарието, Богданци,
Кочанскиот регион, Овчеполскиот регион, Кумановскиот и така натаму. Значи имаме и тука одреден капацитет, што е, да речеме, за нашите прилики и нашите потреби релативно солиден, така да кажам, капацитет што може да се изгради. И во последното гостување во Македонија наутро, во еден сегмент од разговорот ми споменавте, јас лично дома фотоволтаици не би ставил, и сега тука ми дадовте простор да ја отворим и следната тема. Зошто, да речеме, не за фотоволтаиците во домакинствата? Да, не, тоа е мој личен став. Значи, како што напоменавте на почетокот од овој разговор, ја би спомнал, има во основа три категории кои градат фотоволтаици. Едните се оние производители, така наречени, лиценцирани приватни производители, кои прават заради бизнис, заради производство на електрична енергија, да се продава, и така натаму, значи заради, ајде да кажам, бизнис потреби. Втората категорија се индустријските потрошувачи, кои градат заради собствените потреби да ги намалат и зависност од електрична енергија од пазарот, и третото е домакинствата. Во основа на секоја инвестиција, па и кај фотоволтаици, се економските пресметки, да се види дали е исплатливо. Зошто сум рекол не и се уште стојам? Затоа што домакинствата имаат бенефицирана цена. Значи треба да се види колку би се исплатило. 6 киловати се од прилика 5-6 инвестиција од 5-6 евра. И таа исплатливост со оваа цена на електрична енергија може ке стигне, немам сега точни податоци, 10-15 години и така натаму. Значи, а кај овие другите субјекти, првите две категории што ги напоменав, бидејќи они настапуваат со пазарна цена, што е, да речеме, 2 пати и 3 пати поскапа, кај нив исплатливост е веќе 3 години, 4 години. Значи, се во основа е економската исплатливост. Не ве прашав случајно, бидејќи не сте единствениот кој што вака размислува на оваа тема. Инвестицијата наспроти времетраењето, да речеме, на соларните панели, сега ако им се дава некоја временска рамка од 20 години, колку домакинствата за тие 20 години ќе успеат да произведат наместо инвестицијата која што ја дава? Значи, да речеме, производителот гарантира некој си рок 20 до 30 години на оперативност на тие, и сега ако тоа се исплаќа за половина, за 15 години, не знам, јас мислам дека сепак домакинствата се уште имаме така, да речеме, една разумна субвенционирана цена. Дали подобра опција, да речеме, вложувањето во енергетска ефикасност, како фасади, како прозорци? Да, тоа е секако приоритетно. Значи, јас сепак сметам дека енергетската ефикасност без фотоволтаични, да речеме, или било какви обновливи извори, значи секако и одат тие заедно. Значи, залудно е да инвестираме во некој си, да речеме, современа технологија за производство на електрична или топлинска енергија, а не сме добро изолирале објектот или куќата или било што. Значи, сепак приоритетно е и енергетската ефикасност. Не можеме да не прашам обновливи извори на енергија или намалувањето на потрошувачката на необновливите. Зборуваме и за домакинствата. На што треба да се фокусираме? Значи, видете, домакинствата како домакинства, значи, ние земаме електрична енергија од мрежа. Од каде доаѓа таа електрична енергија, никој не знае, нормално, дали од термоелектрана, хидроелектрана или од некој фотоволтаичен. Колку повеќе имаме изградено, нели, обновливи извори, на таа сметка ќе се намалат производството на необновливите. Значи, они што произведуваат обновлива енергија, ако им е таа повеќе од потребното, оние пласираат во мрежа, така да и овие другиве потрошувачи што немаат такви инсталации, би ја трошеле таа енергија. Значи, тука е математиката, разликата на произведената обновлива енергија, значи електрична енергија од технологии од обновливи извори, ќе намалат потребата од овие необновливи термоцентрали, да речеме. Но секако цената на електричната енергија е нешто што ни беше голем шок оваа година, па многу се прогнозира и анализира што ќе ни се случува оваа 2023 и поделени се мислењата. Едните велат ќе имаме пострашна година од претходната. Ова што го гледаме како информации сега, па се и охрабрувачки, ако сме реални искрени, некако ни делува дека се стабилизира ситуацијата. Што велите вие, професоре? Може би рано е да се прогнозира, почнуваме година, но неблагодарно да се прогнозира, и јас мислев дека ова
ќе трае побрзо него што траеше, меѓутоа не излезе така. Значи има и песимистички, оптимистички прогнози. Јас мислам дека ова криза ги натера, нели, субјектите и приватни и други субјекти да инвестираат и кај нас и во околината, па да не речеме и во Европа, во овие обновливи извори што се чиј временски период на инсталација е краток, значи тоа е нешто што најбрзо може да се реагира. И мислам дека тоа ќе даде резултати што ќе се осетат веќе да не кажеме оваа година, ајде да кажам после пролета, поготово пролета, летото и есенскиот период, каде што овие нивниот придонес од обновливите извори, тука под наводници ги сметам фотоволтаиците, е најголем. Значи, нивниот придонес тука е најголем. Можда во зимскиот период не е толку голем, меѓутоа ќе се осети тоа. Секако има тука многу фактори, да не ги наведувам политички, овие геополитички во регионот и пошироко. Би навел тука, можда ете, да кажам, и ова зима не послужи времето, еве. Да. Значи, немаме така остра зима. Еве, последните денови сме сведоци за некоја, не знам, пониски температури, али во основа се осеќа тој тренд дека се зголемува портфолиото на производни капацитети, а тоа секако ќе придонеси намалување на цената. Ова што го кажавте е добра основа и за следното. Прашање е никаде овој период, може би крајот на февруари, еве да речеме кога првпат се сретнавме 2022, и вие и голем број енергетски експерти апелира на тоа дека државата треба повеќе да се ангажира за да се намали ударот на економската криза и енергетска. Задоволителен е ангажманот на државата? Па можам да кажам дека е задоволителен. Еве, неодамна, мислам, и јас присуствував и напуштање на третиот блок во РЕК Битола. Значи, сите термоенергетски капацитети, оние што ги имаме, какви да се, без разлика што се стари, мислам, над 30 години, значи скоро 40, се во функција, се во погон и тоа ја зголемува надежта дека, значи, ќе ја пребродиме. Значи, ангажманот беше, значи, течна готина се активираше после 13 години работа. Битолите се ставија сите 3 блока во погон. Се обезбедува континуирано снабдување со јаглен, мазот, газ. И така да тоа е тоа што со постојните капацитети го имаме и можеме да направиме. Пред да сиднете во студиото, не споменавте никако, ја насочивте емисијата кон заштита на животната средина, алтернативни извори на енергија, па така сакам и да ја завршиме во однос на поделените мислења за зелената енергија, зошто за и против. Сега оние кои што негодуваат на темата, еден од аргументите кои што го посечуваат е колку овие соларни панели по нивната искористеност ќе ја загадат животната средина откако ќе се фрлат. И податоците велат дека до 2030 година светот ќе има до 8 милиони тони зелен отпад, а до 2050 таа количина ќе надмине над 80 милиони. Влијанието врз животната средина секако е тема која што не треба и не смееме да ја игнорираме. Да, во првото прашање што поставивте, кој има бенефит од ова зелена енергија, секако сите имаме бенефит заради ова загадувањето, намалување на загадувањето и сето тоа, меѓутоа еве сведоци сме дека и ајде да кажеме урбаните средини се уште патат од така наречено нели загадување, ПМ честички и така натаму. Меѓутоа причината е секако други работи, грејењето на се уште на дрва и така натаму, да не навлегуваме во таа тема. Околу, без разлика, зелена енергија заради што нивното производство не бара никакви ресурси, не емитираат никакви честички во атмосферата и сето тоа, меѓутоа можда се уште не размислуваме што после нив, кога ќе ги изградиме, кога ќе, да речеме, заврши нивниот циклус на работа од 20 до 30 години, што понатака, кога ќе се наталожат голем број на, ајде да кажам, фотоволтаични панели, модули и сите тие работи. Значи, како тоа понатака ќе се справиме? Ќе мораме да мислиме, веќе ќе мораме од сега, така да речем, да мислиме.
Ако имаме предвид дека ниту една земја во светот досега нема прописи за нивно одлагање, и многу често развиените земји кои мачат со соларните панели ги праќаат во сиромашните земји. Да, значи тоа е така наречена третман на електричен и електронски отпад. Значи не се работи само за овие панели, се работи за електронски уреди, компјутери, не знам, мобилни телефони. Се уште таа технологија, значи многу е сложена за рециклирање, затоа што во еден ваков уред имаме внатре и токсични метали, имаме и не знам и стакло, имаме и пластика, и сето тоа е многу потешко да се сепарира и да се некако најде решение. И некој начин е што тоа го во овие, ајде да не кажам, да не бидам, во овие помалку развиени економски земји се праќаат, во Индија, во Гана, во и така натаму. Со фотоволтаичните панели се работи за големи количини, значи во квантитативност, значи не овој уред е можда 300 грама, меѓутоа се работи за панели што тежат 15 кила, со тонија, значи работата. Што значи ќе имаме теми за анализа и дискутирање. Јас се надевам дека во оваа 2023 малку пооптимистични ќе бидеме при секое седнување. Видете, оптимизмот ни фали, мислам, во секој случај, ама за да бидеме оптимисти, некако и тоа да се оствари, сепак треба да се работи. Знаете како полесно ни е нам граѓаните да размислуваме оптимистично кога ќе слушнеме оптимистична изјава од експерти. Да, во случајов еве професори. Па јас се надевам зимава ќе пребродиме без некакви енергетски проблеми. Тоа се реперкуира нели на економијата и сето тоа. А континуирано да размислуваме и да активно делуваме нели за изградба на нови капацитети, делување, оспособување на постојните така натаму. Професоре, благодарам за гостувањето во Македонија наутре. Благодарам и на вас. Да.